Во денешната епизода на Шорткат ќе гледате. Мирјана Јосифовска е првата македонска дизајнерка што креира исклучиво шапки. Презентирана предлог стратегијата за правата на лицата со попреченост. Се одржа меѓународната конференција e-Society MK на тема Киберотпорност за слобода и безбедност. Здраво на сите! Заедно сме во 64-та епизода на Шорткат. Јас сум Нина и денеска ќе ве запознам со најважните вести за младите од минатата недела. Почнуваме веднаш, следете не. Емисијата ја почнуваме со веста за одбележувањето на Меѓународниот ден на лицата со попреченост, кога беа презентирани визијата и главните приоритети на предлог Националната стратегија за правата на лицата со попреченост 2023-2030 година. Премиерот Димитар Ковачевски по тој повод најави дека идната година Министерството за образование во 100 училишта ќе изгради пристапни рампи за лица со попреченост. Тој апелираше и до сите министри во владата активно да се вклучат во понатамошната разработка на стратегијата, односно во креирањето на акцискиот план и активностите кои ќе произлезат од таму. Мета МК уште на почетокот од учебната година пишуваше за проблемите со кои се соочуваа средношколците со посебни потреби. Сега веќе наближува крајот на првото полугодие, но за ученикот Никола Стојановски институциите се уште не обезбедија образовен асистент. Ковачевски пак најави дека владата за оваа учебна година обезбедила средства за вработување на 725 образовни асистенти во наставата, кои се подршка на наставниците и учениците со попреченост. Продолжуваме со веста за новиот концепт на даночни реформи најавен од владата, според кој ДДВ-то на производи за менструална хигиена се намалува од 18 на 5%. Реформата доаѓа по серијата апели за намалување на менструалната сиромаштија од страна на активистки од неколку граѓански организации, кои во мај годинава организираа и мирен протест пред Министерството за финансии. Тие нагласија дека менструалната хигиена не е привилегија, туку прашање од јавен интерес и заедно со намалување на ДДВ-то побараа и субвенционирање на менструалните производи во основните и средните училишта и јавни тоалети. Мета МК веќе пишуваше и за светското движење Ден на менструална хигиена, кој повикува на инвестирање во менструалното здравје и хигиена, користејќи го хаштагот Време за акција, хаштаг It's time for action, како крик за действување за да се создаде свет во кој никој нема да се дискриминира затоа што има менструација. Главна тема во денешното издание на Шорткат ни е модата. Младата македонска дизајнерка Мирјана Јосифовска по неколку модни колекции на облека, етаблирани во светот на еколошки одржливата мода, во последниве години се занимава исклучиво со креирање шапки, што ја прави првата македонска дизајнерка во ова поле. Покри внимавањето на материјалите, при изработката на секоја колекција, таа подготвува темелни истражувања, пошто појдовната точка на инспирација се поврзува со крајниот производ спремен за продажба. Мирјана Јосифовска својот потпис во светот на дизајнот и модата го става во колекција на шапки што започнала самостојно да ги изработува во своето ателје. Освен шапките што ја прават првиот македонски дизајнер на овој моден додаток, таа досега пред македонската јавност има представено и со колекции на облека. Така, нејзиниот прв реализиран дизајн е аутфит инспириран од Джорџа О'Киф во 2016 година под менторство на дизајнерката Ирина Тошева. За време на мојата прва дебитантска колекција, спомен на еден град, во аутфитите на дополнив, односно изработив исто така и шапки, и тој начин и процесот на изработка ми се многу интересен, дури поинтересен од процесот на изработка на облека, и тоа беше една од причините зашто се одлучив да продолжам да работам со облека. Во својата 6-годишна работа како дизајнер и основач на бренд, своји креации има изложувано на модните недели во Љубљана и Белград, а она што ги прави нејзините креации специфични е постојаното користење на материјали со природно потекло, како и еколошки одржливи материјали. Значи, при процесот на изработка на материјали користиме материјали кои што се од природно потекло, како волна, памук, лен, вискоза и свила, но исто така и материјали кои што се нарекуваат текстилен отпад, односно парчиња на текстил кои што остануваат при процесот на производство на облека или при процесот на производство на текстил.
Јосифовска вели дека нејзиниот бренд се стреми да креира од 2 до 3 колекции годишно, односно во пролет и лето соодветно. Дел од најновата колекција, воедно и втора на шапки, беше представена летово во рамките на Скопскиот моден викенд. Истата е наречена Lavender Fields и е инспирирана од полињата со лаванда што се простираат во Тиквешкиот предел. Со големи напори успеав да ставам во контакт со луѓе кои што ги одгледуваат тие полиња, така да таа боја беше инспирацијата и локацијата за колекцијата и лавандата е најдоминантна во колекцијата. Процесот за изработка на таа колекција беше околу 4 месеци, со тоа што веќе имавме создадени модели, така да тој процес беше малку поопростен. За разлика од кога изработува речиси нови, целосно веќе модели кои што не постојат од претходно. Затоа зошто треба да го изберете овој одржлив дизајнерски бренд, Јосифовска вели дека токму заради тоа што истиот се грижи за составот на материјалите, бидејќи како што истакнува, модната индустрија е една од најзагадувачките во светот и поради тоа треба да се внимава на кој начин се имплементира. За на крај, таа не информираше за својата нова колекција за есен-зима, чиј фокус исто така паѓа врз шапки и модни додатоци, која е веќе целосно достапна уште од ноември. Продолжуваме со информација за меѓународната конференција E-Society MK во организација на фондацијата Метаморфозис, која годинава се одржа на тема киберотпорност за слобода и безбедност. На конференцијата се разговараше за приватноста и безбедноста во дигиталната ера, како и потекнувањето и негувањето на едно киберотпорно општество. Овие теми се адресира преку панел дискусии за дигиталната трансформација на јавната администрација и општествата во земјите од Западен Балкан, почитувањето на човековите права во онлайн просторот, кибербезбедноста, надзорот и биометриската обработка на податоци, приватноста, како и онлайн активизмот и надминувањето на родовиот јас на професионалците за кибербезбедност. Тема на дискусија исто така беше и борбата против дезинформации во време на војни, дезинформациите како безбедносни закани за демократијата, ефектите од дезинформациите и странските малигни влијанија врз демократијата, како и демистифицирање на проверката на факти на Facebook. Следната вест е од областа на транспортот. Железници транспорт го подготви новиот возен ред за 2023 година, кој стапува на сила на 11 декември годинава. Според него, експресниот воз за Белград нема да сообраќа и наредната година, додека за пуштање во сообраќај на најавениот воз од Скопје за Солун и Истанбул се чека на согласноста на грчките железници. Меѓународниот патнички воз Белград-Скопје, Солун и обратно нема да сообраќа поради реконструкцијата на пругата помеѓу Ниш и Брестовац, која е во тек, информираат за Мета МК од Железници транспорт. Што се однесува до воведувањето на нов експресен воз од Скопје до Солун и Истанбул, од Железници велат дека постои таква можност доколку се постигне договор помеѓу трите национални железнички компании низ кои ќе поминува возот. За крај ви информираме за објавата на трейлерот за долгоочекуваната графичка преработка на играта Witcher 3 The Wild Hunt, верзија која сите што ја поседуваат играта ќе добијат бесплатно. Новата верзија официјално се нарекува Witcher 3 The Wild Hunt Complete Edition Next Generation Update, а преработката ќе излезе на 14 декември годинава. Некои од поинтересните карактеристики се доближената камера која се бира како опција, кастањето на знаци е убрзано со шорткати, мапата има додадено нови филтри, а ќе има додадено и нов квест лайн наречен Netflix DLC Quest. Што се однесува до зачуваните игри, тие ќе бидат крос-платформ, односно ќе може од компјутер да се префрлат и на конзолите. Сите овие промени се опционални и можете да ја преигрувате играта и како што ја паметите. Тоа беше се за денеска. Благодарам што бевте со нас. Следите на Facebook, Instagram и TikTok до наредната епизода. Ако сакате да прочитате повеќе, повелете на сајтот Мета МК и побарајте рубриката за млади ЦТРЛЗ. И секако следете на и следниот четврток во 19 часот. Се гледаме. Чао!